Вечерва во Агенда 35 го отвораме поглавјето 17 со фокус на монетарната политика, во време кога и светот и Македонија се соочуваат со сериозен предизвик на пораст на цените. На оваа тема и на други теми од банкарскиот сектор разговараме со гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Имам и други интересни анализи. Останете со нас. Монетарната политика во земјава е соодветна и ова е општо прифатена оценка од сите меѓународни финансиски институции. Меѓутоа, зголемувањето на трошоците на живот повеќе и подолго од што првично се очекуваше, станува најголем предизвик за монетарните власти годинава. Според најновите прогнози на Меѓународниот монетарен фонд, инфлацијата во земјава годинава ќе достигне 4,3%, а гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска, вели дека следниот период веројатно и тие ќе ги променат проекциите за растот на потрошувачките цени. Но според неа, клучно е да не се крева премногу врева за да се поттикнува уште поголема инфлација. По една декада на ниска инфлација, од минатата година веќе во сите економии, без исклучок, има нагорни инфлацијски поместувања. Кои се причините, дали е тоа релаксираната монетарна политика, односно притисоци од страна на побарувачката? Не, дефинитивно. Главен придонес кон овие ценовни придвижувања имаат фактори на страна на понудата, како што се цените на примарните производи, храна, енергија. И тука во принцип, доколку инфлацијата е движена од вакви фактори, централните банки во основа не реагираат. Зошто? Затоа што Централната банка не може да влијае на цената на енергенсите. Но, затоа и ние, впрочем, досега, како Народна банка, не ја затегнавме монетарната политика, имајќи ја предвид структурата на факторите кои што движат инфлацијата. Но, како и да е, ние, значи, на континуирана основа ги следиме состојбите во економијата, сите најнови информации околу цените на домашниот пазар, глобалните цени, ги следиме проекциите на меѓународните финансиски институции за цените на примарните производи. Засега, нивните проекции се дека во втората половина од оваа година се очекува одредено стабилизирање, во таа насока се и проекциите за инфлација глобална, кои што тие ги прават, се разбира што се случува на глобално ниво, тоа ќе се пренесе побрзо или подоцна и кај нас. Всушност, ние ќе правиме во наредните неколку месеци комплетно нов сет на макроекономски проекции со кои што ќе излеземе со нови бројки за растот инфлацијата. Споменавте дека ние веќе проектиравме инфлација од 2,4% за оваа година, но тие проекции беа во октомври и се базираа на сосема поинакви претпоставки за цените на енергенсите. Многу важно е инфлацијските очекувања да останат стабилни, да не се прави паника, значи да, состојбата е сложена, но мораме секој на свој начин да придонесе кон стабилизирање на оваа состојба. Освен инфлацијата како клучен пост-ковид феномен со кој што се соочуваме, потребата од зголемено трошење во екот на пандемијата ги поремети и јавните финансии. Па така, земјава денес е надвор од зоната што ја дозволуваат мастришките критериуми во однос на буџетскиот дефицит и јавниот долг. Прво би кажала дека ова не е локален феномен, ова е глобален феномен, што јасно може да се види преку меѓународната статистика. Например, глобалниот јавен долг порасна на 97% од глобалниот бруто домашен производ, а пред пандемијата се движеше некаде околу 80%, значи раст за 17% поени од бруто домашниот производ. Се знае која е причината за тоа, одговорот на кризата кој што бараше силна фискална и монетарна реакција за ублажување на ефектите. Овие трендови се слични во рамки на целиот регион на Централна и Југоисточна Европа, каде што растот на јавниот долг беше околу 12% поени во тек на една година, а слично и кај нас 11% поени. Како гледа пазарите на овие движења,
пазарите гледа генерално како на неопходна реакција на фискалните авторитети за ублажување на ефектите од кризата, што е јасно и ако се гледа како се движа приносите на хартиите од вредност на државите, немаше затегнување на условите, односно пораст на цената на финансирање на државите и покрај значајно растечкиот долг. Но, како и да е, ова зголемување на јавниот долг значи поголемо зголемување. Со право ги нотирате ризиците околу тоа. Клучно од сега па натаму е да имаме соодветна излезна стратегија од оваа состојба. Која е излезната стратегија? Неопходна е, нема дилема, фискална консолидација, која што ќе значи постепено стабилизирање на јавниот долг. Само со прудентно однесување на фискалната политика ќе се намали буџетскиот дефицит, а тоа е клучниот фактор кој што ќе влијае на стабилизирање на јавниот долг. Иако далеку од процесот на пристапување во ЕУ, гувернерката објаснува дека сепак нашата монетарна политика целосно ги следи економските трендови во Европа, а тоа го нотира и Европската комисија во последниот извештај за напредокот. Но, иако не сме дел од ова семејство, нашата економија се одликува со висок степен на интегрираност и тоа како од финансиски аспект, исто така и од трговски аспект. Само да споменам неколку факти. Например, околу 80% од нашиот извоз завршува во Европската Унија, некаде околу 62% учествуваат странските директни инвестиции од Европската Унија во нашата економија, некаде околу 2/3 од приватните трансфери, кои што знаете се значајна ставка за финансирање на нашата економија, доаѓаат токму од Европската Унија, а всушност ако се погледне и структурата на банкарскиот систем, околу 60% е во сопственост на европски акционери. Во ваков економски контекст и со волку силни врски со европската економија, неминовно е да се следат движењата во Европската Унија, вклучително и мерките кои што ги презема Европската Централна банка. Ние на редовна основа разменуваме информации за одредени сфери на работењето, например во сферата на супервизијата имаме склучено и меморандум, мислам дека пред 2 години го склучивме меморандумот со кој што разменуваме податоци во интерес на задржување на финансиската стабилност. Од друга страна, и Европската Унија го следи нашето работење како работење на Централна банка на земја кандидат за членство. Впрочем, ако се погледне во оцената на извештајот за економската програма, вклучени се оценки за работењето на Централната банка и во годишниот извештај во кој што вие исто така на кој што вие посочивте. А Европската комисија што туку донесе уште една оценка според која банкарската регулатива во земјава и начинот на кој што Народната банка прави супервизија се исти со други 26 земји од Европа. Гувернерката објаснува кои се придобивките од ова признание. На наше големо задоволство Европската комисија донесе одлука со која што оцени дека банкарската регулатива и начинот на извршување на супервизијата од страна на Централната банка е во согласно со највисоките европски стандарди. Овој факт не само што е потврда дека Централната банка како институција на континуирана основа работи на следење на европските стандарди и имплементирање во своето работење, туку може да донесе и неколку поконкретни придобивки. Прво, тоа може да влијае позитивно на потенцијалните инвеститори, бидејќи зборува за кредибилитетот на институцијата, за самиот систем. Инвестиции како во финансискиот сектор, така и по-генерално во нашата економија, а знаеме дека за мали економии странските директни инвестиции се клучниот фактор за одржлив раст. Понатаму, уште поконкретно, ова би можело да значи дека сега пондерот на ризичност кој што европските банки го применува за изложеност кон наши институции може да биде значајно понизок. Тие практично може да применат пондер од 0. Тоа во основа значи поголема интеграција на нашиот банкарски систем со европскиот финансиски систем, но и можност за финансирање на нашите институции како на домашниот пазар по поволни услови, така и на меѓународните пазари.
Конкретно за банките, кои што се покажаа отпорни на сите финансиски кризи од поново време, гувернерката вели дека се забележуваат значителни промени кога станува збор за модернизирање на услугите за граѓаните. Таа вели дека Народната банка е тука преку соодветна регулатива уште повеќе да го поттикнува процесот на дигитализација. Присутен е тренд на поголемо насочување на банките кон потребите на нивните клиенти и тоа пред се во сферата на дигитализацијата. Тоа особено дојде до израз во текот на пандемијата, која што самата по својата природа бараше ограничување на физичкиот контакт. Во таа насока говорат и статистичките податоци во делот на платежната статистика, така за последно расположливи ни се за првите 3 квартали минатата година, податоците покажува значаен раст на користењето на платежните картички за трансакции во трговијата, поднос на вредноста околу 16%, по бројот на трансакциите околу 15%, што е дури 4 пати повисок раст од бројот на трансакции за повлекување готовина преку кредитните картички. Особено се гледа значајно поместување во делот на користењето на картичките за правење на трансакции преку интернет, каде што има раст околу 40%. Значи, трендовите јасно се во насока на дигитализација. Ние како Централна банка ги следиме овие трендови и таму каде што можеме ние да влијаеме, тоа е регулаторната рамка, се трудиме да поттикнеме поголема конкуренција, поголем влез на нови играчи на овој пазар, кој што ќе значи зголемена услуга, поголема достапност на граѓаните, пониски провизии за услугите кои што тие може да ги користат и на крајот на криштата сето тоа позитивно ќе се одрази врз финансиската инклузија на населението. Знаете, законот за новиот за изготвен од наша страна во соработка со Министерството за финансии, нов закон за платежни услуги, чија што основна цел е токму ова што го споменав. Пандемијата на COVID-19 и потребата од дигитализација на сите процеси на водење бизнис и финансии го промени начинот на функционирање на банкарскиот сектор и како банките се поврзуваат со своите клиенти. Доколку во минатото најважно беше банките да имаат што повеќе филијали, за граѓаните физички да имаат поголем пристап до нивните услуги, сега е примерно колку дигитални услуги нуди банката, вели Стефан Пепоски, директор на секторот за картички и директно банкарство во Стопанска банка. Можноста за располагање со сметките, кредитите, депозитите и другите банкарски услуги на дофат на прстите за секој клиент е во моментов вредноста со која се мери напредокот на една банка за овозможување на најдобро корисничко искуство, вели Пепоски. На подолг рок, современите трендови се во насока на градење на дигитални банкарски платформи, на кои достапни ќе бидат уште поголем број на банкарски производи и финансиски услуги. Банките се постојано посветени во инвестирање во новите технологии. Но инвестирањето во новите технологии во услови на ограничена финансиска моќ на клиентската база е поврзано со сериозни инвестиции кои што само банките со силна капитална основа и доволно голема клиентска база се во можност да ги поддржат и во тој контекст Стопанска банка е секогаш предводник не само во понудата на финансиски услуги кои што по своите функционалности се на европско ниво, него и по понуда него и во поглед на нивната сигурност, стабилност и одржливост. Развојот на дигиталното банкарство е двонасочна улица, вели Пепоски. Од една страна е понудата на дигитални банкарски услуги, а од друга страна е капацитетот и потенцијалот на клиентската база да ги прифати и да започне со нивно користење. Банките се трудат да ги следат овие трендови и се уверени дека и граѓаните и бизнисите можат и имаат потреба од користењето на дигиталното онлайн и мобилно банкарство. Радува тоа што во постојан пораст е користењето на дигиталните банкарски услуги. Така, например, во делот на физичките лица можеме да кажеме дека во текот на 2021 година, барем за што се однесува до Стопанска банка, повеќе од 80% од сите трансакции на правните лица се извршувале дигитално. Во наредниот период очекуваме овој процент кај правните лица уште повеќе да се зголеми кога станува збор за физичките лица и таму се постигнува значаен напредок кој што во последниве 2 години беше поттекнат и од пандемијата.
Повеќе од 100.000 клиенти во нашата банка дигитално пристапуваат до нивните сметки и располагаат со нивните финанси. Некои од нив и автоматски добивајќи и нотификации за промените на сметката, извршувајќи финансиски трансакции онлайн и така натака. Очекуваме овој тренд дополнително да се поттикне во наредниот период преку различните едукативни и промотивни кампањи кои што Стопанска банка ги организира во насока на подигнување на финансиската писменост и поттикнување на клиентите за поактивно користење на дигиталното банкарство. Според податоците на Народна банка, расте користењето на платежните картички од страна на граѓаните за плаќање во трговијата. Во третиот квартал за 2021 година, вредноста и бројот на остварените трансакции изнесувал 16%, споредено со 14,9% во истиот квартал на 2020 година. Зголемени се плаќањата со картички и на физичките места на продажба, и на интернет. Новите дигитални решенија ги менуваат навиките и кај граѓаните, но и кај трговците, што влијае позитивно на севкупниот развој, смета Пепоски. Безготовинскиот промет е во постојан пораст, со тоа што тој пораст значајно се зголеми во последниве две пандемиски години. Користењето на дебитните и кредитните картички стана префериран начин за плаќање од кај голем број на клиенти и веќе почна полека да ја истиснува готовината од прометот. Само за период од 2 години во нашата банка бележиме за повеќе од 50% пораст на плаќањата со дебитни картички, кои што во услови кога платежните картички станаа безконтактни, тие се покажаа како многу едноставни за плаќање и многу побрзи во однос на плаќањето на готовина во трговската мрежа. Ако порано банките требаше да ги убедуваат трговците да започнат со прифаќање на картички, сега имаме обратна ситуација каде што и дури и малите трговци знаат дека ќе изгубат не само значаен дел од прометот, туку и репутацијата кај своите клиенти доколку не прифаќаат картички во нивните продажни места. Со растот на дигиталната технологија расте и потребата од унапредување на финансиската вклученост и финансиските познавања на граѓаните. Новите можности носат и безбедносни ризици, како измама, прекумерно задолжување и слично. Пепоски вели дека банките ги следат високо поставените сигурносни стандарди, со кои се гарантира безбедноста на финансиите на корисниците. Од друга страна, и најнапредните сигурносни решенија не се доволни доколку не се надополнуваат со соодветна финансиска едукација на населението, во поглед на запазување на одредени безбедносни препораки, додава Пепоски. Народна банка, заедно со другите финансиски регулатори, ја усвои стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија, која што предвидува голем број активности и координиран пристап за заштита на потрошувачите, пристапот до финансиите за одделни целни групи и финансиски иновации. Трговијата во нашата земја е во континуиран пораст. Иако сите параметри, број и вредност на трансакции и број на онлайн продавници се во пораст, сепак заостануваме во однос на европските трендови. Над 70% од населението прави само 1 до 2 нарачки во период од 3 месеци. Просечниот износ на нарачките е до максимални 50 евра, најчесто за облека. Ковид-пандемијата дефинитивно е главниот акцелератор на овој тренд, а растот се очекува да продолжи, потврдува Нина Ангеловска, претседател на Асоциацијата за трговија. Пандемијата секаде на глобално ниво потикна промени и забрзување на развојот на електронската трговија, така и кај нас во македонската трговија. Инаку трговијата ја следиме преку податоците кои ги објавува Народната банка, а тие се состојат од реализирани онлайн трансакции или трговија во потесна смисла на зборот. Значи тука не влегуваат нарачките за кои што е извршено плаќање при прием
и други податоци кои што нели ни даваат слика за состојбите со трговијата се од Државниот завод за статистика, односно колку населението купува онлайн, како процентот онлайн купувачи. Секако следиме и други податоци како што се релевантни индекси, B2C e-commerce индексот за подготвеност на земјата за искористување на потенцијалот од трговијата, понатаму индексот на мрежна поврзаност, индексот на логистички перформанси и така натаму. Сега сублимирано од сите овие достапни податоци за следење на состојбата, можеме да кажеме дека е позитивна состојбата, односно се забрзува развојот и растот на електронската трговија. Гледано од податоците на Народната банка, во 2020 година имало раст од 36,5% во вкупниот обем на реализирани онлайн трансакции, што само по себе, ако видиме 36, можеби ќе кажеме не е толку драстично значено како ефектот пандемијата, меѓутоа оно што е многу важно е дека најголемата промена се забележува во структурата на трансакциите, односно ако пред пандемијата помалку од половина од вкупната овој износ истргуван онлайн се беше кон домашни продавници, сега веќе 74% во 2020 и близу 80% во 2021 од вкупната вредност се слева или оде кон домашни продавници. Согласно најновите последни податоци, 46% од интернет корисниците во Македонија купуваат онлайн, споредано со претходната година кога било 40 и споредано со пред неа кога било 36, значи забележуваме придвижување и тука. Дали порастот на побарувачката за онлайн купување е соодветно проследен со зголемена понуда од страна на домашните трговци, кои во моментот се околу 1800? Во што споменав, нели, од една страна граѓаните беа приморани да ги променат навиките, да почнат да купуваат онлайн, да плаќаат сметки онлайн, да објавуваат, да користат дигитални услуги онлайн, така и компаниите беа приморани за да нели се компензираат за падот на физичките локации, но и за да го одржат својот бизнес да посегнат кон адаптација, односно кон отварање на онлайн продавници и трговијата се покажа како одличен канал за адаптација во овие услови. Како што споменав, значи Народната банка објавува податоци за бројот на новоотворени и бројот на активни продавници. Тие се нарекуваат во методологијата нели виртуелни продажни места. Меѓутоа, бидејќи податоците беа на располагање за првите 9 месеци, асоциацијата за трговија ги собира податоците и во соработка со 5 банки кои нудат воспоставување или отварање на онлайн продавница, односно платежно процесирање на трансакциите. Согласно овие податоци расте со забрзана динамика значајно бројот на новоотворени продавници, или во 2020 година имало најголем рекорден број над 400 нови отворени продавници, додека во 2021 година околу 380 новоотворени продавници. Чисто за споредба, вкупниот број на активни, односно виртуелни продажни места и продавници во земјава изнесува 1800, над 1800, 1811, а дури околу 50% од нив се отворени, ако ги земеме 400 во 2020 и 400 во 2021 отприлика, значи доаѓаме до тоа дека најмногу компаниите почнале да се приклучуваат на онлайн продажбата во овие години токму поттикнати од пандемијата. Иако сите параметри се позитивни, сепак македонската трговија заостанува во однос на регионот. Какви институционални и законски измени пак се неопходни за уште поголемо забрзување на темпото? Иако имаме нели одреден прогрес, тој прогрес не е значаен ако се споредиме со темпото со кое што се движат развиените земји, секако нели се уште сме далеку, меѓутоа дури од регионот одредени земји побрзо прогресираат од нас и тоа е земено предвид истото и за ако ги гледаме индексите на мрежна поврзаност, логистички перформанси кои што даваат слика за искористување на потенцијалот не само од трговијата, туку пошироко од дигиталната економија, предностите кои ги носи технологијата и така натаму. Пред се трговијата е навистина комплексен систем и потребен е холистички пристап од сите засегнати страни да дадат придонес, односно потребна е интердисциплинарност, потребно е и владата, институциите да го дадат својот придонес, да ги зајакнат своите капацитети од една страна, од друга страна потребно е сериозно зајакнување на дигиталните вештини на населението за да ги искористиме овие придобивки и потребно и компаниите да се адаптираат со што пософистицирани процеси, да инвестираат во сето ова за да нели видиме едно придвижување. Тука важни се и секако доставата е клучен дел од синџирот на трговија, па важно е нели и унапредување на процесите за достава, намалување на трошоците и така натаму.
како главни пречки или предизвици кои што стојат пред македонската e-трговија и компаниите се, како што споменав, ниските дигитални вештини, ниското ниво на свест за онлайн купување. Ова се значи кои што и самите e-трговци ги посочуваат во овие анализи и прашалници кои што ние ги спроведуваме како асоциација. Понатаму, наоѓањето на соодветен кадар е една од бариерите или пречките кои што ги имаат e-трговците. Нелојалната конкуренција, знаете, се повеќе се купува од нерегистрирани субјекти на социјалните медиуми, како што растеше и трговијата, растеше и сивата економија. И покрај сето ова, значи потребно е на институционално ниво, потребно е согласување, споменавте што е потребно нели за да се промени на институционално ниво, која е улогата и на владените институции, потребно е модерна или современа правна рамка. Значи потребно е менување на моменталната законска рамка, која е прилично донесена од пред повеќе од 10 години, кога e-трговијата беше во самите зачитоци, со цел не само усогласување со EU директивите, но со цел правна рамка која што од една страна ќе понуди заштита на потрошувачите, важна е довербата кај потрошувачите за да се повеќе купуваат онлайн, а од друга страна ќе биде доволно стимулирачка, односно лесна за следење, со јасни прецизни правила и процедури, за да не го кочи растот и развојот на самите компании во e-трговија. Многумина се прашуваат дали овој позитивен тренд во e-трговијата во нашата земја ќе се задржи откако рестрикциите за движење веќе се укинати и се враќаме сите на навиките за пазарење во физички продавници. И секако, која е иднината на македонската e-трговија? За да го добиеме одговорот на тоа прашање, ги анализиравме последните достапни податоци или првите 9 месеци од 2021 година и многу позитивно е што околу 68% е растот, значи од повисока основа сега, во првите 9 месеци во вкупната вредност на реализирани онлайн трансакции. Позитивно е што, како што споменав, растот се задржува, значи растот предизвикат од пандемијата, нели како што спомнав, согласно податоците ќе видиме сега за крајот кога ќе излезат нови податоци 2022. Меѓутоа позитивно е што растот се задржува, ние очекуваме дека растот ќе продолжи, сега иако од повисока основа. Очекуваме дека ќе успееме да се движиме со побрзо темпо, за да нели го искористиме потенцијалот и за да споредено со другите земји што можат да се движат побрзо, значи можеме и ние. Ние сме мала земја, флексибилни сме од аспект на тоа дека треба да се менуваат навиките, еве започната тој пат и очекуваме дека истиот раст ќе продолжи, но многу важно со навистина засилено темпо какво што ни е потребно. Европските регулаторни тела за банкарство, хартии од вредност и финансиски пазари и осигурување и пензиски фондови, како одговор на минатогодишниот повик на Европската комисија за Совет за дигитални финансии и поврзани прашања, објавија 12 препораки за активности кои ќе овозможат ЕУ рамката за регулација и супервизија да остане соодветна за дигиталната ера. Препораките се поврзани со потребата од холистички пристап за регулација и супервизија на вредносниот синџир на финансиските услуги, како и зајакнувањето на заштитата на потрошувачите во дигитален контекст, што вклучува механизми за постапување по жалби, потоа средства за спречување на погрешна продажба на врзани пакет производи, како и подобрена дигитална и финансиска писменост. Меѓу препораките е наведена и потребата од зајакнување на ресурсите за супервизија и соработка помеѓу финансиските и другите релевантни органи на прекугранична и мултидисциплинарна основа, а се истакнува и потребата од активен мониторинг на употребата на социјални медиуми во финансиските услуги. Инаку, според европските регулаторни тела, финансиските услуги и бизнис модели продолжуваат брзо да се развиваат со дигитализацијата и употребата на иновативните технологии. Повеќе од половина, односно 58% од возрастните европјани користеле интернет банкарство, односно имале електронска банкарска трансакција или прегледувале информации на сметка во 2021 година, покажуваат последните податоци на Евростат. Споредено со пред 10 години, кога учеството било 36%, регистрирано е значително зголемување на употребата на интернет банкарство. Помеѓу земјите членки на ЕУ, интернет банкарството е најраспространето во Данска, каде го користат дури 95% од граѓаните на возраст од 16 до 74 години. Потоа следуваат Финска со 93%.
и Холандија со 91%. Најмало учество пак е регистрирано во Бугарија и Романија, каде само 15% од возрастните и во двете држави користат интернет банкарство. Што се однесува пак до електронската трговија, истражувањето на Евростат од 2021 година покажува дека 90% од лицата на возраст од 16 до 74 години во ЕУ користеле интернет, од кои 74% купиле или нарачале стоки или услуги за приватна употреба. Споредено со 2016 година, трговијата во ЕУ е зголемена за 11% поени. Најголем удел од над 90% на интернет корисници кои купиле или нарачале нешто преку интернет е регистриран во Холандија и Данска, а најмал нешто над 40% во Романија и Бугарија. За нашата држава, податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првите 3 месеци од 2021 година 88,6% од лицата на возраст од 15 до 74 години употребувале интернет. Од нив 31,1% користеле интернет банкарство, а 46,3% нарачале или купиле стоки или услуги преку интернет во последните 12 месеци. Важен дел од демократијата е и луѓето да чувствуваат дека се дел од финансискиот систем. Со сон за свет во кој секој има можност да инвестира и во кој секој навистина тоа ќе го стори, во Копенхаген, Данска, развиено иновативно решение, финансиска платформа за учење, која им помага на луѓето со се што е потребно, за да сами ги управуваат и инвестираат своите пари, наместо сите одлуки за финансиите да ги доверат на банкарски совет. Иновативната платформа им помага на луѓето секој да ја земе сопствената финансиска иднина во своји раце и да работи за себе. Платформата нуди онлайн пристап до финансиска писменост и курсеви, интернет семинари, видеа, текст, квизови на повеќе светски јазици. Представува збир на најдобри содржини за финансиско учење од универзитетите, финансиски институции, консултанти и најдобро продавани автори. И сето тоа на една платформа во акредитирани образовни искуства. Без разлика дали се работи за индивидуални или корпоративни корисници, овозможен е пристап до сеопфатни образовни ресурси од областа финанси. Вештините со кои новите трговци и инвеститори може да се стекнат преку иновативната финансиска платформа за учење, се оние кои банките и брокерите ги очекуваат. Инаку за пронаоѓање на инвеститорот и финансиските средства за успешна реализација на проектот е искористен Европскиот портал за инвестициски проекти, бесплатна интернет платформа на ЕУ за поврзување на проекти од Европската Унија со инвеститори од целиот свет. Следната недела во Агенда 35 ќе се фокусираме на едно важно безбедносно прашање за иднината на Европа. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.